Извршителу Мицкоски, треба да бидеш свесен и да знаеш дека кога ќе те фатат како препишуваш на испитот, испитот е паднат. Мицкоски, почитувани граѓани, падна на испитот и може да се пријави за 4 години. Ако до тогаш остане председател на криминалната ВМРО ДПМН после поразот на 12 април. Почитувани граѓани, денеска видовме како извршителот на Груевски, Христијан Мицкоски, ја препишува, ја копира буквално програмата на СДСМ за инфраструктура. Нема идеја, нема програма, фокусирана е исклучиво на одбраната на криминалот на Никола Груевски, извршителот Мицкоски го копира СДСМ. Згора на тоа се јави и на пресконференција реди проекти кои се веќе најавени или во тек на реализација и се влезени во програмата на јавното предпријатие за државни патишта. Ништо, почитувани граѓани, не е сменето во ВМРО ДПМН. Тоа е истата, нереформирана, заробена партија од Никола Груевски. Граѓаните знаат, за 11 години криминално владење на ВМРО ДПМН се изградија, верувајте, вкупно 10 километри автопат. Јавноста многу добро памети дека за време на владењето на ВМРО ДПМН парите од буџетот се трошеа на барокни фасади, на споменици, на палми, на тушеви за палмите, наместо за автопати, водоводи и канализации. Секој проект, почитувани граѓани, беше криминален, со коруптивни сделки и скандали, со проценти, како што чувме и во разговорите на Јанакиевски и Груевски, во стилот да не се претерало. На започнатиот дел од автопатот Миладиновци-Штип затекнавме, почитувани граѓани, далноводи поставени на среде автопат. Немаше предвидено клучки, ниту преклучоци на делницата на автопатот Кичево-Охрид. За разлика од ВМРО ДПМН, СДСМ за само 2,5 години мандат изгради, реконструира и рехабилитира 750 километри патишта. Го заврши автопатот Миладиновци-Штип и ги разреши сите недостатоци кои што беа таму затекнати. Откочена е изградбата на автопатот Кичево-Охрид, каде се поправија исто така сите грешки и пропусти направено при самото проектирање. Нема пат, почитувани граѓани, во земјава кој што не е обновен или веќе не е во фаза на обнова. За само 2,5 години изградивме 400 километри канализации и водоводи. ВМРО ДПМН практично 11 години крадеше пари од граѓаните за сопствениот джеп. СДСМ гради патишта, водоводи, канализации. Практично се што е потребно за граѓаните. Затоа следи одговорност за украдените пари и нов пораз од граѓаните на 12 април. Режим никогаш повеќе. Ви благодарам.